Да биде послабо парното? Да. Така, добро, ви благодарам за јавувањето. Да продолжиме ние со разговорот со гостинот кој што го најавивме, заедно проследивме те. Така, Петер Истевски, советник за климатологија. Како ви се чини вака да бидете дел од емисијава? Тешка задача, мислам дека комплицирана и треба повеќе луѓе да бидат вклучени во оваа работа за да гледачите бидат соодветно информирани за состојбите од сите области. Од сите области, точно. Ние опаќаме се во нашата утринска програма. Имаме и екипа која што работи на сите овие снимани прилози и разговори. Можеме да го почнеме разговорот. Значи, поларна студена зима во Македонија, студен бран кој што ја зафати нашава земја. На што се должи сето ова? Па, причините за ваквите состојби се прво местоположбата на Македонија во однос на другите поголеми центри кои ствараат, центри се мисли на климатски центри, како што се Евроазиското копно, од каде доаѓаат воздушни маси со поларни и арктички карактеристики и кои носат на нашата територија студен воздух. Меѓутоа, паралелно со овие состојби се јавуваат одредена компонента и на локални влијанија од снегот и снежната покривка и радиационно ладење на подлогата при ведри и тивки ноќи, како што беше на нашава сегашната ноќ. Паралелно, практично за секој 5 до 6 години се случуваат одредени негативни температури и во минатиот период, во последните 50 на 60 години, веќе се случиле уште поекстремни зимски температури, како што е оваа сега. Ние можеме, ако сакате, да ги посочиме тие вредности. Да ги слушнеме и тие податоци. Видите, Вие споменавте дека и од прилика во овие денови, нели, овие датуми во текот на јануари секогаш биле поларни студени. Неколку случаи се меѓу 25 и 27 јануари. Така, например, во 1954 година, меѓу 25 и 27 јануари, се случиле негативни температури во Берово минус 31,5, во истиот ден во Пелагонија минус 26,4, понатамо можам и да се послужам со ова. Од 25 до 27 јануари 63 година во Гостивар измерена 30,5 степени, минус 30,5, во Битола на истиот ден минус 27,4. Понатамо, исто така во 67 година, би го спомнале 7 јануари 93 година, кога во Битола е измерена и во Пелагонија минус 30,4. Во истиот ден на Тополчани е минус 8. Замислете во котлинскиот карактер на Пелагониската котлина, значи разлика од 22 степени меѓу мерењата на Тополчани и во Битолската станица. Понатамо најниска температура во Демир Капија минус 23,2, во Струмица воопшто минус 27,3 и така натаму. Карактеристично е да се каже дека не е само јануари најстудениот период во годината. Во некои години, во 85-та година, например, меѓу 19 и 22 февруари 85-та година се случиле исто така негативни температури кои се во вториот дел од зимата. За Скопје би кажале дека најниска температура е измерена на 13 јануари 85-та година, минус 25,6 степени Целзиусови. Така, најчести коментари на граѓаните се дека има многу промени, дека зимите стануваат се постудени, летата пожешки. Има ли вистина во констатацијата дека времето воопшто е пореметено, односно не се знае што е пролет, што е лето, што е зима? Видите, со елементите на стаклената градина во атмосферата, кои се во значително зголемување во последните 20 години во индустријскиот период со загадувањето на животната средина, веќе се случува такви промени и ние и нашата институција, Управата за хидрометеоролошки заводи и Министерството за животна средина и просторно планирање, веќе со финансиска помош на UNDP веќе се прават такви согледувања и е вистина дека во наредниот период ќе се случат значителни промени на времето и климата, нели? Ќе се случат одредени зголемувања на температурата во летниот период во годината, меѓутоа во зимски периоди ќе се јават одредени екстремни температури и вообичаени вонредни опасни појави. Така, кратко мислам и... Тоа значи дека граѓаните може да очекуваат уште постудени зими. Некога не е ништо. Па видите,
тоа е врзано со општата атмосферска циркулација и влијанието на евроазijското копно, која ќе влијае и на нашата територија. Тоа е врзано со општата атмосферска циркулација и развојот на временските услови. Вие сте советник за климатологија. Климатологијата е наука која што ги изучува климата и метеоролошките процеси. Значи, со сите оние проучувања што се прават во рамките на климатологијата, се помага на некој начин, односно се придонесува да се помогне во решавање на проблемите кои што се јавуваат во животот на човекот, значи на различни гранки и сфери од општественото живење. Би можеле тука да го споиме некако и здравието на луѓето кое што во вакви екстремни студови се нарушува? Видите, една од компонентите на изучувањето на климата, покрај климатските промени, ова што пред малку го спомнавме, имаме и примената на климатските информации во разни гранки на науката и стопанството. Тоа се во водостопанството, електростопанството, осигурувањето, здравието, земјоделието, водите и водните ресурси. Се тоа области од доменот на климатологијата, која покрај тоа што има за цел да ги истражи временските и климатските услови во Македонија, да им даде допринос кон тие гранки на науката и стопанството. Меѓутоа, една од компонентите е и влијанието врз здравието. Па оттамо соодветните согледувања и прилагодување на луѓето према климатските услови и соодветното, да речем, живење и адаптирање према временските и климатските услови. Условите кои што настануваат, дали екстремно ниски температури или пак екстремно високи? Сега таквите состојби често пати и вашава телевизија меѓу првите во Македонија минатата година 2 месеци издаваше одредена биометеоролошка прогноза за чувството на топлина. Нели бевте вклучени во подготвувањето? Каде бев јас вклучен и таа работа е интересно понатамо да продолжи таа активност која е многу значајна за здравието и животот на луѓето. Така, кажете ми, дали на вистина понекогаш термометрите на, да речеме, Републичниот хидрометеоролошки завод знаат да покажат пониска или повисока температура од реалната? Често не е толку повеќе или не е толку помалку? Видите, разновидноста на Скопската котлина и урбаната средина и местоположбата на мерните инструменти е таа која ги покажува реалните состојби. Не може Може, меѓутоа, термометрите се такви кои ги покажуваат реалната состојба на местото кај се поставени. Во градската урбана средина најверојатно има други состојби на асфалтот и така натаму, се значително во летните услови повисоки температурите од оние кои се мерат. Меѓутоа, тоа е врзано и со тоа нашите информации кои ги вршиме во Македонија да бидат споредливи и со другите податоци кои се вршат во меѓународна размена. Значи, тие податоци кои се излегуваат од Македонија се верни на состојбата тамо каде што се вршат мерењата. Во вакви ситуации, во котлините сигурно има и пониски температури од овие измерените во мрежата на метеоролошки станици. Во некои рударски копови, во некои конкавни облици на ова, сигурно има и пониски. Еве, пред малку ви кажав, конкретно за случајот во 93 година, кога во Битола беше минус 30,4, а на Тополчани минус 8 степени. Тоа е таа специфичност и во мезо и во микроразмери од мерењата. Господине Ристевски, ви благодариме за денешното учество, за разговорот. Навистина ни беше драго и мене и Александра што бевте наш гостин. Па и мене ми беше драго што сум очигледно, веќе забележавме дека ви беше овде пријатно. За се она друго кое што ќе не интересира веројатно од оваа област, ќе можеме секогаш да добиеме информација од вас. Сигурно секогаш ќе бидем на располагање. Ако ништо друго, видовме дека ова не е најладната зима во Македонија. Заклучуваме дека може да очекуваме и постудена. Имало, меѓутоа главна работа е тука што во ова ситуација е мирно и тивко време и дека при транспорт на нови воздушни маси со ветер, тогаш чувството на топлина е многу по драстично и за луѓето и за во топлификацијата и така натаму, значи е поврзано со овие температури можат да се издржат при мирно време, за разлика
од тоа што во овој момент немаме ветер. Ветерот е тоа што го комплицира и чувството на топлините и цела ситуација. Во секој случај уште еднаш, значи ви благодариме и сега ќе останете со нас уште неколку минути, се разбира, да ја слушнеме Златка Пурковиќ од Прилеп, ни се јавува од овој град, да